Добре дојдовте во урбаните вести. Од ноември ќе започне изградбата на долго очекуваната водоводна и канализациона мрежа во индустриската зона Визбегово. Со оваа информација ги започнуваме вестите, останете со нас. Од ноември почнува изградбата на водоводната и канализационата мрежа во индустриската зона Визбегово. Со голема забава на 29 септември ќе бидат пречекани слониците во Скопската зоолошка. Одбележан денот на општина Ѓорче Петров. Се повеќе скопјани возат хибриди низ градските улици. Од ноември оваа година се очекува да започнат градежните работи за изградба на водоводна и канализациона мрежа во индустриската зона Визбегово. Ова денеска го најавија министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски и градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски. Проблемот со немање водовод и канализација во индустриската зона Визбегово, со кој се соочуваа голем број стопанственици, наскоро ќе стане минато. При денешната посета на зоната, министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски рече дека очекувањата се проектот да биде готов до 2020 година. Но се планира да се вложи поголем напор ако може да биде завршен и до крајот на следната година. Јавното претпријатие Водовод и канализација до Министерството за транспорт и врски денеска го доставило проектот за изградба на водоводот во должина од 7 километри. А Министерството во најбрз можен рок ќе подготви тендерска документација и ќе распише повик за изградба. Финансиите за реализација на проектот се испланирани во буџетите на Министерството за следните години. За целиот проект потребни се од 7 до 9 милиони евра. Она што пред еден месец кога бев во посета на општина Бутел и го ветив, дека ќе отпочне реализацијата на еден од најкапиталните проекти во делот на инфраструктурата, во комуналната инфраструктура, а тоа е водоводната и канализационата мрежа во зоната Визбегово. Практично со носењето на проектот од страна на јавното претпријатие Водовод во Министерството за транспорт и врски денес, таа постапка отпочнува. Значи, со тоа што беше донесен денес проектот, ние во најбрз временски период како Министерство ќе биде разгледан и ќе биде распишана тендерска постапка се со цел да во најбрз можен период се избере фирма која што ќе работи на водоводот и канализацијата во зоната Визбегово. Сакам да потенцирам дека средствата за овој проект за оваа година се обезбедени, ги има во буџетот на Република Македонија, во буџетот на Министерството за транспорт и врски. Ова станува збор за повеќегодишна јавна набавка, иако ќе направиме напор до крајот на наредната година, доколку е во можност овој проект да биде затворен, односно да овозможиме да и водовод и канализација има тука. Во соработка со општина Бутел и владата, инфраструктурно ќе се уреди зоната Визбегово, со што според министерот ќе се исполни ветувањето пред бизнисмените кои работат тука за обезбедување подобри услови за работа. Во индустриската зона Визбегово работат околу 200 компании, а според градоначалникот Смилевски има интерес за изградба на капацитети и од други стопанственици, поради што се работи на деталниот план. Денес имаме многу убава можност да разговараме за нешто што е капитално за општина Бутел, за развојот на општина Бутел, со тоа што Водовод и канализација изработи еден проект и го дадоа веќе на Министерството за транспорт и врски, ќе се урбанизира поголем дел од индустриската зона. Се надевам дека до година ќе завршиме со целиот тој дел околу урбанизирањето, ќе поставиме званично нова канализација, званично нов водовод, и со тоа ќе заокружиме се она што во изминатиот период го обеќавме на граѓаните како на општина Бутел, така и на Скопје, затоа што овој дел е многу важен за цело Скопје. Во зоната, покрај престојниот старт на работите за изградба на водовод кој ќе се гради со 1,6 милиони евра и на канализацијска мрежа, за што ќе се потрошат 7 милиони евра, ќе се подобрува и патната инфраструктура. Зоолошката градина Скопје за прв пат после 26 години станува дом на слонови. Конечно во Скопската зоолошка пристигнуваат слониците Дуња и Даела. Токму по тој повод на 29 септември од 12 часот во зоолошката градина ќе се организира забава. Во сабота на 29 септември, двете слоници од Белгија, Дуња и Даела, доаѓаат во Скопската зоолошка градина. Тие ќе бидат пречекани од над 10.000 луѓе и ќе биде отворено нивното царство Африка. Двете слоници ќе живеат во простор од околу 600 метри квадратни. Ќе имаат свој базен, песок во живеалиштето и топки за да се занимаваат. Зиме ќе се греат на пелети, обезбедена е доволна светлина на просторот и влажност на воздухот. Има и платформа од која посетителите ќе го гледаат слонот. Има можности за одвојување на слоновите, направени се 2 одвоени парцели во случај ако во иднина се донесат уште слонови кои треба да бидат одвоени.
Оградата е заштитена со ниска струја. Минимум стандарди за еден слон предвидуваат 10 на 10 метри соба каде што ќе живеат, а заедничкиот простор каде што слонот треба да престојува преку ден, минимум треба да биде околу 500 метри квадратни. Живеалиштето на слоновите чини 400.000 евра, а парите се донација од владата и град Скопје. Една од слониците е 48 години, додека другата е 30. Слоновите живеат од 60 до 70 години, кога се смета дека се влезени во старосна доба. На забавата присутните ќе ги забавуваат златните славејчиња и детската атракција 5+ бенд, а за најмалите подготвени се подароци. Првата слоница, жителка на Скопската зоолошка, била слоницата Цица, која во Скопје живеела од 1963 до 1970 година. Втората слоница која живеела во Скопската зоолошка е Анка, која починала во длабока старост во 1992 година. Долго очекуваната културна манифестација Звуците на културата вчера вечер беше официјално отворена во паркот во општина Ѓорче Петров. Манифестацијата ќе трае до недела, а до тогаш посетителите ќе може да уживаат во изведбите на музичките перформанси, детските качења, спортските активности, а предвидени се и хуманитарна и крводарителска акција. Со настап на учениците од основните училишта Тихомир Милушевски и Јоаким Крчовски, вчера вечер започна повеќедневниот спектакл во општина Ѓорче Петров Звуците на културата. Манифестацијата ја отвори градоначалникот на општината Александар Наумовски, кој ни го криеше задоволството од успешната реализација на манифестацијата, која се организира по повод Денот на општината 20 септември. Така не личи модерни, урбани, како што заслужува Ѓорче. Ѓорче Петров долго време чекаше ваков настан и на мое огромно задоволство вечерва сме тука да ја стартуваме манифестацијата Звуци на културата, која до недела ќе ни понуди незаборавни содржини, музички перформанси, кино на отворено. Навистина направивме напори да организираме манифестација по европски светски стандарди, која се вклопи со нашиот најголем празник во општината, 20 септември, денот на именување на нашата населба по големиот револуционер Ѓорче Петров. Меѓу другото, Наумовски ги најави и идните проекти, меѓу кои посебен акцент стави на враќањето на старото корзо во Ѓорче Петров, кое, како што нагласи, ќе биде место каде ќе се среќаваат младите, а постарите ќе се сеќаваат на деновите од нивната младост. Во фаза на проектирање и старото корзо да го вратиме во еден модерен и урбан сјај. Тоа цврсто го ветуваме и следната година ќе стапиме во реализација. Да направиме на наша урбана ѓорчевска чаршија, каде што нашите деца ќе се дружат, ќе има многу емпатија, ќе сретнуваат нови љубови, а нашите родители ќе се сеќаваат на минатите убави безгрижни времиња. На манифестацијата можевме да го забележиме присуството и на градоначалниците од збратимените општини Разлог и Красна Пољана од Бугарија, како и од Србија и Словенија. Со општина Ѓорче Петров имаме Со општина Ѓорче Петров имаме заеднички проект во сферата на образованието. Исклучително сум задоволен од соработката со општината и ја искористувам можноста да ги поздравам сите од оваа општина, да го честитам денот на општината на Ѓорче Петров и да им посакам успех во работата. За прекрасниот празник којто прави општинската администрација и всичко најдобро и успех на општина Ѓорче Петров. Ние сме побратимени општини. 15 години сме побратимени општини. Среќен сум што толку време обстојува нашата дружба, како што делегација од кај вас секоја година доаѓа во Красна Пољана, така и ние со задоволство доаѓаме кај вас. Мене ова ми е втора година како доаѓам тука. На сличен начин и ние ги организираме манифестациите, само во рамки на 2 дена. Вие подолго празнувате. С голяма радост, всяка година. На мен това лично ми е втора година подред. Миналата година бях и сега за втори път. Каква е споредбата со манифестациите? Вие што ги приредува и оваа манифестација ви се допаѓа ли? Ние по подобен начин го правиме при нас. Исто како вас, имаме фолклорни состави, танчерски групи и поп музика. Луѓето се собираат, се веселат, традициите се исти. Танцувални състави и поп музика. Хората така се събират, веселят се.
Традициите се почти еднакви. Од манифестацијата беа воодушевени и посетителите. Рекоа и претходно во Ѓорче Петров имало културни манифестации, но организацијски и програмски. Звуците на културата ги надминува сите досега организирани. Може ни кажете дали често доаѓате на вакви манифестации, дали ви се допаѓа? Да, ми се допаѓа. Убаво, интересно, забавно. Така. Имало ли досега вакво нешто во Ѓорче се случи? Баскер фестот почна од овде, така да убаво беше. Многу е убава. Имало ли досега нешто вакво? Што е децава што беа децава. А редно беше индикациите на бина да ги видиме. Народов напред собран, ние одавде ништо не гледаме. Да, одлично, доаѓаме стално. Има ли нешто што најмногу ви се допаѓа од она што го видовте досега и дали имало и досега вакво нешто во Ѓорче? Имало и порано, али не вака како денес. Затоа што се имаме многу работи изложени, транспарентно, домови, поготово и сувенири, модерни, убави, современи и така натаму. Како ви се допаѓа манифестацијата? Као Ѓорче Петровци се радуваме што конечно имаме вака добра манифестација. Продолжува традицијата, но е многу подобро од минатите години и се надеваме ќе биде во следните години уште подобро. Добро, денеска е прв ден, ќе доаѓате секој ден? Да, секој ден. Супер е програмата, доаѓаме секој ден. Со положување цвеќе и свечена седница, општина Ѓорче Петров одбележа 102 години од формирањето на населеното место и 72 години откако го носи името на големиот револуционер. Со положување цвеќе пред споменикот на револуционерот Ѓорче Петров, денеска започна одбележувањето на роденденот на општина Ѓорче Петров. Традиционалниот крос на основните училишта и свечената седница беа неизоставен дел од прославата на денот на општината. На положувањето цвеќе беа присутни делегации од збратимените градови на општина Ѓорче Петров, амбасадори како и членови на политички партии. 20 септември го одбележуваме денот на општината Ѓорче Петров, по кого далечната 46-та година го добила името после Народно-ослободителната војна и 102 години од формирањето на населбата Ѓорче Петров. Мене ми е многу драго што овој ден го споивме со веќе етаблираните звуците на културата, која што манифестација и перформанс поминува во најдобар ред, со задоволителна и добра посетеност. И дополнително ми е чест што денеска не удостоја нашите збратимени општини од Република Бугарија, Красна Пољана, како дел од Софиската област, од Софиската општина, потоа од Разлог, од Ормош од Словенија, од Осечина од Србија и ми е задоволство што имаме присуство и на многу амбасадори за кои што се гордееме, бидејќи го дигнавме и нивото на соработка во Ѓорче Петров заради престојните идни проекти кои што ги очекува општината од нас како нова администрација. Довербата која пред 31 година Ѓорче Петровци му е дадоа на Наумовски, тоа ја возвраќа со целосно посветено и одговорно работење. За одбележувањето на следниот роден ден најави изградба на 3 нови детски градинки. Јас се надевам дека најгорливиот проблем со недостиг на градинки, кој што го затекнавме, над 600 до 700 деца чекаат да се запишат во градинка. Веќе имаме со Министерството за здравство и за труд и социјала првото јавно-приватно партнерство за амбуланта и градинка во Ѓорче 2 во Дексион. Дополнително проектираме уште 2 градинки, една во Стопански двор и една во Волково. Ја викам следната година барем една да почнеме, ќе бидам премногу задоволен. Во делот на инфраструктура завршуваме фекалната канализација во Волково, до на пролет следната година ќе завршиме водоводот во Никиштани. Така да се што се може рационално, домаќински ќе вложиме во инфраструктура кај граѓаните. Низ Скопските улици се одржа ревијално возење на електромобили, кое беше атракција за случајните минувачи. А во кампусот на електротехничките факултети, учесниците имаа можност да се информираат околу можностите што ги нудат овие возила. Инаку експертите од оваа област информираат дека луѓето во Скопје сакаат да возат хибриди. Во првите 6 месеци во Македонија се продадени 27 хибридни возила.
Во рамки на недела на мобилност на Машинскиот факултет во Скопје беа изложени електрични автомобили, електрични скутери, тротинети и хибриди. Организацијата на електрични возила од Македонија секоја година одржува едукативни часови за ученици од основни и средни училишта. Како што информираше Кирил Минанов од Е-мобилност Македонија, изложените возила се на приватни сопственици и корпоративни возила, а од страна на присутните имаше голема заинтересираност околу можностите што ги нудат електромобилите. По едукацијата се формира електричен конвој со сите електрифицирани возила кои што тргнаа од кампусот факултети кон Порта Македонија. Ревијалното возење беше околу 20 на минути и представуваше атракција на скопските улици. Од Е-мобилност Македонија истакнаа дека ова се прави како едукација за млади и секоја година има се поголем интерес. А голем интерес во Македонија има и за возење хибриди. За хибриди веќе е јасно дека се возат доста и продажбата слушаме од представништвото дека се продаваат, значи не ги знам точните бројки, меѓутоа тоа се значаен број на возила веќе. А технологијата е тука и тоа е тој така наречен меѓучекор до таа иднина од електрични возила. Што се однесува до електричните, тие се тука и ние сакаме да пратиме апел до влада, до сите места каде што се одлучува за, не знам, купување на вакви електрични возила и за што се фактори на одлучување. Се што е давачка, значи од акциза, ДДВ, бесплатни, значи регистрации, паркинзи, патарини, значи веќе тоа да почне да живее, значи да се даде еден период од неколку години каде што луѓето ќе имаат мотив да купат електричното возило, дополнително што е електричната енергија е скоро 10 пати поевтина за иста километража со моторот овие алтернативни на патиштата што се. Инаку автомобилската индустрија во светот се повеќе се насочува кон производство на електрични автомобили, бидејќи се зголемува интересот кај потрошувачите. Според податоците на Меѓународната агенција за енергетика, минатата година бројот на електрични превозни средства на светско ниво пораснал на рекордни 3,1 милион возила, а се предвидува доколку амбициите на автомобилската индустрија раснат до 2030 година да има од 125 до 220 милиони електрични возила во светот. Во Европа, минатата година најголема продажба на електромобили имаше во Германија. Во Македонија, според нецелосните податоци, од вкупно 1755 од продадените нови возила за првите 6 месеци од годината, 3 се електромобили, а 27 хибриди. Најголемата продажба на сите видови автомобили е во Скопје. До сега се поставени околу 5 полначи за електромобили на јавните паркинзи, но надлежните најавуваат дека во следниот период ќе бидат поставени 17 полначи на различни локации низ градот. Експертите велат дека електричните возила со едно полнење би можеле да поминат од 120 до 130 километри, а понапредните возила поминуваат од 300 до 400 километри со едно полнење. Но колку е поголем опсегот на километрите, толку возилото е поскапо. Односот на потрошувачката на електрично возило во споредба со класично возило на бензин или дизел е од 1:5 до 1:10. Посинокешната голгота која има станарите од Скопјанка со непријатната миризба од употребени пелени, која се расширила низ цела зграда. Од МВР информира дека денеска веќе станот е исчистен, а собственичката на станот не е социјален случај и корисник е на пензија. По пријава на градоначалникот Петре Шелегов, тим од Центарот за социјална работа Скопје направил увид во станот во трговскиот центар Скопјанка во аеродром и констатирал дека таму живее сама 65 годишна жена која е собственик на станот и корисник на пензија. Таа имала и ќерка која не живее со неа, но согласно Законот за социјална заштита е должна да се грижи за неа. До месец јануари оваа година со неа живеела незината 90 годишна мајка која починала. Социјалните работници не се стручни да дадат мислење за здравствената состојба на жената. Од МВР претпладнато за МИА информираа дека е исчистен станот во зградата во трговскиот центар Скопјанка во аеродром, од каде синоќа се ширеше непријатна миризба. Од страна на екипа на АРМ, со апаратура е констатирано дека се работи за амонијак од употребени пелени. На местото на настанот излегле и служби од Министерството за здравство, Центар за јавно здравје и Дирекцијата за заштита и спасување. Од МВР информираа дека синоќа околу 18 часот и 50 минути било пријавено